Сојузот на синдикатите на Македонија од утре почнува серијата од блокади на институциите со цел да издействува минимална плата од 600 евра и зголемување на останатите плати за 100 евра. Првата блокада, како што соопшти ССМ, ќе се одржи утре пред собранието со почеток во 9 часот. Утрешниот ден, 10.2.2026, е блокада на собранието, влезовите на паркинзите од двете страни. Тоа ќе биде блокирано за да се оневозможи влегување со автомобили на пратениците, да го осетат како тоа изгледа, да не може да земат патни трошкови или да видат да не може да земат дневница и да се со тоа ние ги натераме малку да размислат и за работниците, да видат како е да доаѓаат со автобус и со оние гужви кои што ги има во сообраќајот, кој што нормално во Скопје е така обемен. Зошто револтот најпрви се истура врз пратениците? Пратениците се тие кои што можат по барањето кое што ние го доставивме до нив за да донесат закон за минимална плата, бидејќи тоа е законодавниот дом кој што може да донесе закон со кој што ќе се имплементира барањето на анкетната комисија која што ние имавме и она што граѓаните се изјаснија дека 600 евра е минимум што може во овие услови на зголемени цени и на зголемена инфлација, а бидејќи најголемо законодавен дом е собранието, кој што се носат законите и ние сакаме да пратениците го разгледаат нашето барање и да донесат позитивна одлука со која што на народните избраници им овозможат еден достоинствен живот и еден достоинствен стандард. Која е следната блокада од синдикалната агенда? Втората блокада е пред Стопанската комора и Организација на работодавачи и потоа е пред владата на Република Македонија. Од друга страна, владата и УПОС вчера постигнаа договор платите на вработените во јавниот сектор до 2028 година да се зголемат за 40%. Во однос на барањата на ССМ, од владата сметаат дека тоа е договор меѓу синдикатите и работодавачите, но и дека таа нема пари да ги плати придонесите во разликата помеѓу сегашната и минималната плата што ја бара ССМ.